Доколку ве нападне куче скитник, тужете. Не мора да ве касне. За покренување на судска постапка доволни се и претрпен страф и стрес. Нешто кое, откако ќе се докаже, ќе ви го надомести општината каде што инцидентот се случил. Дали ова го знаат граѓаните? Не знам, ја некна сино го опало за ракта, ај 3 инекции доби. А знаете ли дека може да тужите? Не знам. Да. Кого би тужиле? Општина, собрание одговара. Сите граѓани знаат дека има право. Има многу општини што плаќаат одштета. Можеме да тужиме, ама кој ќе ти признае за оди ќе тужиш? Што може джабе да ти биде? Тие што знаат, е во ред, но за оние што не знаат, еве им потврда и од нивните потенцијални застапници. Па законска основа за надомесна штета од напад на куче скитник постои кај Законот за облигациони односи, Законот за благосостојба на животните, Законот за локална самоуправа и Законот за комунални дејности. Според овие закони, значи, солидарно одговара општината, каде што се случил настанот, и комуналното предпријатие, исто каде што се случил настанот. Во донесувањето на крајната одлука, предвид се земаат сите околности. Иако има законска пракса да судовите ги ослободуваат од одговорност локалната самоуправа и јавното предпријатие, се повикуваат на правното лице кому му е даден тендер за да ги врши овие обврски кои што се согласно Законот за комунални дејности. Ако нема тендер, тогаш со сигурност одговара општината и комуналното предпријатие. Секако, блиска средба со напуштените животни никој не би посакал за ниедни пари, но со оглед на фактот дека ризикот од кучињата скитници е поголем од било кога, основните познавања од граѓанско право се потребни. Колку сето ова ќе им се допадне на општините е јасно, но очигледно досегашниот ангажман за решавање на овој проблем е недоволен. Во таков случај, освен граѓаните, ќе страдаат и општинските каси, а револтот на граѓаните е дополнителна камата за неодговорноста.